Продолжуваме назад со утринската програма на Телма. Да си кажеме, рубриката утрово зборуваме за филмот, филмската уметност и за сериите кои за жал не се снимаат во доволен број во Македонија. Гости се продуцентите Огнен Антов и Томи Салковски. Господа, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро ве најдов. Непосреден повод за вашето гостување е филмскиот фестивал Cinedejs. Филмот Мими по продукција на Томи Салковски го отвори фестивалот. Филмот Вера сонува за морето на Огнен Антов на некој начин го затвара, односно на предпоследниот ден на репертоарот. Како сте задоволни од тоа? Да почнеме со тоа, па да зборуваме за филмот како индустрија и пошироко на темата. Јас, ајде. Да, Мими го отвори во режија на Даријан Пеовски. Направивме една премиера, одлучивме дека во Македонија сакаме да почнеме. Преубава беше организацијата од страна на Cinedejs, иако малце чудно, научени сме ние Cinedejs да се случува во ноември, кога обично сакаме сите да одиме во кино во поладните месеци. Сега се е направено поради овие корона услови, ново настанати ситуации, се става во летниот период. Чудна е проекцијата на покривот на ГТЦ или? Не, чудно е што во летно време не сме научени. Cinedejs беше, имавме ние, да бидам искрен, дека имавме во Македонија, иако не договорен, али еден убав фестивалски распоред. Значи Манаки беше во септември, во ноември беше Cinedejs, Скопскиот фестивал, беше март месец од прилика, и така беа добро распоредени фестивалите и све некако функционираше. Сега сите фестивали се во летниот период, сите се случуваат во јули, во август. Целата културна сцена се е набиено малце, но тоа е ситуацијата во која што мора да живееме. Тоа е настанатата ситуација. Иначе на покривот на ГТЦ ние имавме среќа дека беше денот за отварање, беше супер времето, пред тоа не беше добро и одма после на следниот ден они мораа да откажат проекцијата. Знам организаторите на фестивалот дека врнеше поради временските услови, така да на отворено не е баш секогаш среќно. Така. Инаку какви се реакциите на публиката за Мими и за Вера сонува за морето од вчера? Па Вера сонува за морето, ова е прва шанса Македонија да го види филмот. Почнавме лани од Венеција, до сега има 30 на фестивали и 7 или 8 награди. А вчера беше конечно фамозната македонска премиера, која што милион пати одложувавме заради ова што го спомна Томи до сега. Ковид, пандемии, затварање, рестрикции, 30-50% на киносали и така натаму. Интересното е што случајно и двајцата сме во истата категорија Southeast European Films, значи сега да, мојот филм е копродукција помеѓу Македонија, Косово и Албанија. Филмот на Даријан Пеовски е македонска па копродукција мнозинска и ќе видиме што ќе се деси вечер. Може да се деси да некој од нас се врати дома со награда, па ај нека победи подобриот, како викаа порано на витешките игри. Така да се надевам дека оваа традиција на се повеќе и повеќе македонски проекти на Cinedejs ќе заживее. Сепак на Кан имате 60% од филмовите се француски. Да. И си ја штитат едноставно културата, јазикот, индустријата. Со тој момент би требало и ние истото да го правиме. Да, лошото е што е летен период, заради тоа што ќе треба да направиме сега една дупка, бидејќи луѓето не одат во кино кога ќе ги пуштиме филмовите во кино, бидејќи сега би било рамно на самоубиство ако ги пуштиме филмовите, никој апсолутно многу е мал бројот. Ние генерално имаме проблем во Македонија со одење во кино. Че луѓето во еден период кога згаснаа киносалите, тоа беше пред колку има 15 на години, првиот почеток кога ги снема кино Вардар, Бамби, култура едноставно замреа, се случи еден момент да луѓето се свртеа на фамозните торенти и тоа стана главната занимација на кој начин ќе се гледаат филмови. И еден гап генерацијски од 10 на години луѓето ја немаа навиката да се вратат назад. И сега последниве години ние некако од петни жили пробуваме да ги вратиме назад со продукти, ама малку трудно. Јас се надоврзувам на вашата надеж дека Cinedejs ќе придонесува кон јакнење на македонскиот филм, на македонската уметност и би сакал да зборуваме за убави нешта, меѓутоа за жал и кога станува збор за културата, незаобиколна тема е некако политиката, колку
успеавме да ја исполитизираме работата и во таа најсофистицирана уметност како што е филмот, например. Генерално прашање за 20. Па секогаш. Политиката секогаш сака да се меша во филмот, од секогаш што е, пошто филмот е најмоќната уметност и многу допира до народот и секогаш политиката секдека прави интенции да се меша во филмот и да одлучува што ќе се работи, што ќе се гледа, какви филмови треба да се продуцираат во однос дали да се поддржи актуелната политика или така натаму. Тоа е борбата на политиката, нашата борба е да правиме отпор и да се држиме колку што може независни. Тоа е фактички европската политика на филмот, на неполитизирање фактички. Да, меѓутоа во Македонија дали веројатно дека сме мала земја, па релативно се познаваме сите меѓу себе и горе-доле работите се црно-бели, па и филмаджиите ги поделија на наши, ваши, на нивни и помалку нивни. Ја и тоа ми од прилика скоро 20 на години работиме во оваа работа. Да. Плюс минус. Тоа постоело, веројатно и ќе постои на наши и ваши, на леви и десни, на горни и долни, на вакви и такви. Значи едноставно е неминовно дека едните ќе ги обвинуваат другите дека се од другите и обратно, заради тоа што има повеќе слоене проблемот. Значи почнувајќи од недоволно финансии, завршувајќи со директно инволвирање на некомпетентни луѓе на наш колега актер кажа вистинските луѓе на погрешните места, кои што едноставно ги низ годиниве ги измешаа брзините да ние дојдеме во една ситуација кај што упорно треба да се враќаме на некаков систем кој што не функционира никаде у светот, а ние покушаваме да го направиме нешто што било пред. Мене како пасиониран гледач на серии ме разочарува фактот што сите во обкружувањето, во соседството имаат голема продукција на серии, снимаат, само Македонија не. Мислам, ме радува тоа што се произведуваат серии од Балканот, меѓутоа ми е жал што не успеваме ние да создадеме низ години една добра квалитетна серија. Вас како продуценти ве фрустрира фактот што македонските актери синхронизираат туѓи серии, што одат на печалба по други земји, или што низ годиниве не успеавме да создадеме филмски град како што има поголемите метрополи во соседство. Па дури тука и едно Косово, како е најмлада држава во регионот, има поголема продукција на филми серии од нас. Како на тоа гледате вие како директни луѓе од бизнисот? Да, Косово, од позади јас да почнем. Косово нема поголема продукција, е помал и фондот, но има поголем успех. Они до пред 20 години нема филм, ништо нема. Нема ни екипа, нема автор. Пред 20 години они нема ништо. Комплетно ништо. И за 20 години они изградија некаков систем дека го поставија на едни добри темели. Квалитетот да ги носи напред. И за тоа се повеќе присутни, можам да кажам, од сите останати на светскиве фестивали. Моментално тоа е вистината. Исто не е точно дека не изградивме филмско студио. Нашиот колега Вац изгради филмско студио во Битола и му го срушија. Тоа беше голема една инвестиција. Така да градежниот бизнис нешто направивме, направи големи напори и изгуби тука сериозни средства, му го срушија на студиото, пошто таму не знам што направија некакви маркици за зграда, иако тогашниот градоначалник цело време зборуваше филмски град Битола, филмски град дека ќе има и така натаму, така да тоа е тоа политиката и политиканството во филмот и во мешањето, на крај све ќе се сруши. Тоа дека наши и ваши лево десно нема, тоа ја одма сакам да пресечам, има квалитетни и неквалитетни. Обично тие неквалитетните што сакаат да дојдат до проект, обично се гласни и кажуваат. Во секој добар проект не постои ваш, има квалитетна екипа и ја собираш и не прашаш кој од каде и што е. Тоа е приватна и лична работа. Апсолутно ние точно знаеме кој за што е, како е, зошто е, и фамилиите си ги знаеме и така натаму. Иначе за да изврши некаква работа или актер да биде за таа улога, не знам, нека каже Јогим, тоа не постои, ја не сум слушнал до сега во еден добар проект да ми игра мене улога, дали бил тој од вама или од таму или каде бил или што бил. Нас не интересува само добар филм град или не, урната немаме филмски град. Немаме. Немаме филмски град, немаме, значи
Ја би отишол уште подлабоко. Еве, не го спомнавте и ангажманот на нашите актери во соседството, не го спомнавте. Ќе стигнам до тоа, има само една работа главен бизнис на актерите стана синхронизирањето. Да, има една работа која што Томи ја начна, а каде е структурално проблемот? Во одговорноста на државата кон културата. Значи, генерално државата кон културата. Франција и Германија при произведување на серии, филмови, било какви аудиовизуални програми, го негуваат јазикот. Ги учат децата на мајчиниот француски или германски јазик, низ тие серии, низ таа програма. Ние дојавме во период каде што со години наназад немаме детска програма која што ја произведуваме како држава. Како држава ќе кажам генерално. Приватни, национални телевизии, спонзори, општествена одговорност на фирмите кои што би донирале, за да дојдеме да го негуваме јазикот. Значи да почнеме од јазикот. На тој јазик зборуваме. Не само општествена одговорност и бенефиции треба да имаат фирмите. Мојата керка, добро, да не се споредуваме со Германија и Франција. Ајде да се споредуваме со земјите од регионот. Одговори ми директно зошто Србија, од каде наоѓа капацитет Србија, посилна држава и економски помоќна од нас секако, меѓутоа несразмерна е продукцијата на серии што ја имаат во последно време што се случуваат. Слушнав дека пред еден податок дека пред 2 месеци 20 серии во еден ден се снимаат во Србија. Во Србија доминантно, значи како успеваат србите? Зошто не го примениме ние тој модел? Значи Србија доминантното финансирање од 3 позиции. Значи едното е Радиотелевизија Србија, значи као национален сервис со огромен буџет, што во нашиот случај нема да го комуницираме. Вториот момент е Српскиот Телеком, што исто во нашиот случај немаме како да го коментираме. И третиот момент се одредени данъчни ослободувања на приватните спонзори кои што инвестираат во аудиовизуални програми. Тоа би можеле да го примениме, нели? Од 3 работи немаме ни една. За да на крај дојдеме до моментот да овие 3 работи повлекоа да приватните телевизии почнуваат не во таа количина како националниот сервис нивен да инвестираат. Кај нас имаме ситуација каде што ја не знам националниот сервис што прави во моментов на таа тема, не можам да комуницирам, немам идеја. Значи нема кој да биде моторот да ги придвижи работите. Во исто време одредени колеги комуницираат дека тоа треба да биде агенцијата за филм, што ја апсолутно не се слагам со тој концепт дека агенцијата за филм треба да финансира серии, заради тоа што во еден момент ќе доеме само на еден извор на финансирање, кој што треба да биде, не знам, never ending бунар со голем као Охридско езеро, за да може таа количина што ни е потребна реално за да го задржиме јазикот и културата. Че треба да се свртиме да се најдат модусите. Во исто време имаме закон, кој што закон вика толку и толку играна програма и толку документарна програма, која што треба да биде произведена и откупена од страна на независни продуценти. Тој закон постои 15 на 20, 30 години. Значи... Добри, кога станува збор за филм, ќе блеснеме од време на време и потоа повторно дупка и додека ете како рековте Косово во изминатите 20 години создаде нешто, ние тапкаме во место. Тука прашувам зошто не успеваме системот да го изградиме и на ниво на систем да продуцираме и серии и филмови и актерите да бидат квалитетно ангажирани. Одговорот и у првото прашање. Заради тоа што то ми спомна, има квалитетни и неквалитетни проекти. Че квалитетните проекти ќе дојдат во одредена позиција и ќе се деси политиканството, каде што квалитетните проекти едноставно ќе мора да завршат у фиока. И повторно, че ние сме единствената држава во регионот што немаме испродуцирано филм според наша книга. Единствен и заврши приказната. Бугарија, например, пошто е актуелна темава со Бугарија има направено по мое сознание 7 филма во изминативе 20 години. И сите се по книги. Создаваме ли нови кадри во индустријата? Например, еве, имаме ли надарени деца таленти кои би прераснале во големи имиња во филмската индустрија како директор на фотографија, монтажа, композиција, костимограф? Тоа има, али не е со оној капацитет кој што би требало да биде, пошто и продукцијата е на незавидно ниво. Она што го зачна пред малку, јас сакам да додадам дека тоа е односот на државата кон филмот и кон културата. Еве, минатата година, у време на корона, нас Министерството 2 пати го скрати буџетот за филмот, веќе добиените средства, ги скрати 2 пати као корона криза, додека во цел свет, во цела Европа додаваа средства, дека знаеа дека се во криза
филмските работници дека имаат поголеми проблеми, поотежнати околности за работа и они ги зголемуваа буџетите, кај нас го скратија 2 пати. Еве сега и со ребалансот се крати 30%. Добро, вие имате позиција во друштвото на филмски работници. Кога ќе одите на состанок со надлежните, ве слушаат? Не. Каква ви е соработката? Ние праќаме константно писма, апелираме, разговараме, но тешко, немаме Вие одговор. игнорираат? Ние треба апсолутно да. Мислам дека во оваа ситуација, во проблеми кога се случуваат некакви, како што сега, ние сме константно во проблеми. Ја мислам дека кога си ти од позиција на културен работник, ти гледаш дека државата секогаш има некакви проблеми и секогаш некои поважни приоритети. Има и секогаш културата е нешто како споредно. Јас сум го кажал тоа неколку пати. Ние 30 години имаме константна борба, главната борба ни е до докажување на идентитетот на било каков начин со било кој сосед и тоа ни е најактуелната борба. Главен адут на докажување на идентитетот е културата. На второ место е спортот. Културата, тоа што викао ги продукција и така натаму. Не ме фрустрира нашиве луѓе што работат надвор дека ќе се вратат со поголеми квалитети кај нас, ќе донесат една нова енергија. Тоа е секогаш убаво. Кога се шета, кога се мешаат екипите и затоа се добри тие копродукции и работи надвор. Тоа е секогаш убаво. Се носат нови квалитети, нови трендови, пошто ние ако останеме затворени, ние ќе Така се останеме шират назад. хоризонтите, меѓутоа би било добро и ние да увеземе некој акта, нели? Апсолутно. Апсолутно. Значи ние мора да работиме, мора да продуцираме, дури постои во законот на националната телевизија дека мора да продуцира програма, но тоа не знам како се извртува. Да не се впери прстот само во националниот сервис, веројатно работите се пошироко и подлабоко закопани. Еве на пример, ајде агенцијата за филм. Како ја оценувате транспарентноста на агенцијата за филм? Како се делат буџетите за финансирање на проекти од национален интерес? Ако споредиме со што се случува по Европа, колку некои работи се видливи, значи онлайн процеси, онлайн питчинзи, презентации пред поголема комисија, значи го спомнавме Косово, значи кога аплицирате во Косово, пошто сме го правили двајцата, го знаеме тоа, че Косово е јавен питчинг, кој што го правите пред 5-члена комисија од вашиот сектор за кој што аплицирате, на пример, малцинска копродукција, и истото се снима. Јавно, седниците се снимаат јавно и вие имате увид кој што кажал и за што зборал. Далеку од тоа дека тоа е нешто што не може повторно да биде политиката умешана, но генерално создава едно чувство дека работите се поотворени и потранспарентни. Албанија го направи истото, че ние се уште сме затворени, ама сме затворени не е дека агенцијата е затворена, ние сме генерално као држава многу затворени. Че ние ни требаше многу време да сватиме дека не треба да копродуцираме со Шведска, Данска и Норвешка, дека природната територија ни е Балканот. Дека треба тука да се случуваат нештата и темите да ни бидат балкански. Повторно Косово ќе го спомнам. Косово направи успех заради тоа што почна да прави локални теми. Ние со години наназад, значи особено последниве неколку, упорно покушаваме да ископираме нешто. Че нешто што се прави во Франција или во Германија, не ги интересира нив за да гледаат дека и ние сме исто као у Берлин. Че нив ги интересира да ја видиме, да ја видат нашата Голгота, ама реално нашата Голгота, значи дали тој се мачи да го изгради патот, црквата у селото, тешко му е во бракот или што и да е, ама локално, не на ниво на нешто што е извртено како... Во право си, ама успехот на Косово се должи дека поради војната нивните млади луѓе отидоа надвор, сите студираа надвор и дојдоа со едни многу свежи идеи од студии во Лондон, во Америка, во Германија. Сите отидоа на факултети, завршија режија продукција таму и се вратија во Косово и продуцираат. Така за тоа се они свежи, за тоа се европски. Прашав дали не недостига и кадар во таа смисла. Ни недостига, тоа што вика, малце да се прошириме. Културата е широка и мора да биде достапна за сите, да не ги ние затворени македонски теми, да сакаме цело време константно и нашите режисери тие што сакаат само македонски теми некакви што само нас би ни интересирале, а што не ги интересираат надвор, тој филм не проаѓа. Прво ние немаме публика, како што констатиравме на почеток, да кажеме да го правиме за наша публика, како што Србија има, на пример. Србија е единствена од овие маливе држави во регионот, после е Турција, каде што може во затворен пазар и да ги извади средствата и да има. Еве со некои филмови ваде и по 1 милион гледачи Србија. Ние тоа не можеме сите други земји во регионот да се собереме,
заедно, па не можеме да стигнеме до милион гледачи. Сите Така да, македонски Србија филмови може и да немаат си милион. дозволи да направи затворен национален филм некаков. Ние другите не можеме да дозволиме пошто немаме публика. Ќе имаме 2000 публика и за 2000 луѓе ако трошиме такви пари, не мора да биде представа на македонската Што не култура ни надвор. достигаат ли сценаристи квалитет? Квалитетно сценарио, еве рековте, немаме филм по една книга. Значи преработка, односно екранизација. Како се вика? Адаптација на книга не дека за ни недостигаат за серија. теми, не дека ни недостигаат теми, ни недостига современиот пристап, она што е актуелно. Значи на моменти како да сме пред време, на моменти како да каскаме со темите кои што излегуваат. И на крајот доаѓаме до нешто што упорно го спомнуваме. Реално во Македонија ние имаме 4 киносали. Кино Милениум, Кино Фросина, 3D Кино Битола и Синеплекс. Синеплекс има не е тоа 8 киносали, тоа е една. Значи, не можете со 4 киносали да ја привлечете публиката. Кино Во Фросина не е киносала, Дали е имаме- мултифункционална Добро, сала. немаме инфраструктура. Инфраструктурата, значи немаме инфраструктура, него негуваме јазикот и немаме интерес да државата во овој момент нема апсолутно никаков интерес кон културата. Апсолутно Но никаков. нели е културата, јазикот, идентитетот? Па е, Она ама. што денеска е главна тема и во парламентот. Апропо денешно... Како подобро ќе го зачуваме јазикот од создавање на филмови на македонски јазик? Да, книги, филмови, нема. Добро, Па- немаме инфраструктура, дали имаме доволно на пример на факултетот за драмски уметности во Скопје на секои 4 или 2 години се запишуваат Да. по некој одсек, на пример, имаме ли доволно сценаристи на театарска и драмска за театар и кино? Имаме ли Јас колку што режисери, сум информиран дека театарски, паѓа филмски? интересот и за упис на овие факултети, бидејќи можноста после тоа е многу помала, дека не се работи кај нас доволно, за разлика Србија, што тоа е сериозен бум. Еве, ја најодговорно тврдам дека пола македонска филмска екипа моментално работи во Србија. Значи ние сега да сакаме утре ја и Јоги да сакаме да почнеме да снимаме филм, не можеме да собереме филмска екипа пошто повеќето се ангажирани таму. И работат на овие нивни серии, што е супер. Што е супер. Она што ни фали на нас главно е нов закон што требаше да го донесеме. Веќе и минатата година треба оваја, односно Министерството за култура треба да го донесе. Тој закон треба да се хармонизира со европскиве текови, што е многу нормално, што е наша обврска. Имам впечаток дека 3 децении зборуваме за нови закони и за хармонизација со европското законодавство и никако и тоа да го направиме. Па ние не сме врнале ништо. Законот ни е стар колку 20 години, таму колку ни е стар, не знам, Законот 15. е од 2009-10. Законот, види, ја делумно се слагам, делумно не, пошто од практична гледна точка. Значи, у Македонија носење на нов закон е 15 години. Ма какви? А корекција на веќе постоечки закон би била веројатно полесната процедура. Значи, па макар и да се сменат од 30-28 члена, и веројатно првиот момент кој ние ќе побараме секогаш излагаме во очите на политичарите плачковци. Овие нонстоп нешто бараат, овие нонстоп нешто не се задоволни, не им чини и така натаму. И заради тоа веројатно никогаш нема да се случи ништо да се смени. Не ми одговоривте директно на прашањето за транспарентноста на Агенцијата за филм. Во неколку наврати во минатите години беше актуелно, па имаше дури и представки од Комисијата за спречување на корупција. Предмети беа отварани и посочувани некои неправилности, негодување и незадоволства. Какво е вашето искуство? Па види, законот е од прилика, значи како и други европски закони. Значи постојат неколку нивоа. Тие читачи што постојат, па после филмски совет, така да постојат повеќе нивоа на одлучување, на бодување. И тоа е видување тоа е нивно видување. Постојат селекции во сите нивоа. Тоа е од прилика со повеќето европски закони се такви. Некој негдека е само еден човек одговорен и он ја зема одговорноста за одлуката и се потпишува позади таа одговорност и кажува дека овој филм вреди да се финансира, овој филм не вреди. Кај нас се земат по еден модел каде што нема баш таква одговорност. Одговорноста се дели во повеќе нивоа и на крај се одлучува. Значи не еден човек, значи не одлучува директорот
или како што беше во минатото, да кажеме, министерот одлучува кој филм би се финансирал. Така да тоа е окей. Дека секогаш треба поголема транспарентност, секогаш треба. Дека секогаш треба да се адаптираме, што вика Оги, онлайн апликации, цело време да биде апдейтирано тоа, затоа сакаме и нов закон за да малце хармонизираме некои односи, да влеземе во европското семејство, она што е актуелно во Србија дава 35% даночни улеснувања на странски пари. Ние не можеме да внесеме странски пари пошто немаме, не функционираат се тие даночни. Ние имаме само 20%. Никој не би дошол кога некој му нуди 35 да дојде за некој што му дава 20. Зошто би го правил тоа? Едноставно, тоа треба да се смети во законот, за тоа викам хармонизација, малце модернизација. Грција во моментов дава 30%. 35 и до 40. И до 40, али генералното е 30, стига до 40 заради тоа што они имаат места кои што за нив се многу интересни и атрактивни, кои ќе дојдат странци, имаат море. Ние у 200 километри не можеме да понудиме нешто вау, немаме реални можности и реални шанси, ама ако ништо друго можеме да понудиме некаква брзина и ефикасност пошто сме малечки и тоа е генерално тоа. Ние треба основата кај нас е што ние како продуценти, ќе кажем ние пошто малкумина сме што толку години работиме и со толку многу проекти, ние сме представници на индустријата. Значи филмските работници, автори и така натаму, тоа е една друга. Ние представуваме индустријата заради тоа што нашава индустрија, значи како индустрија, вработува според моја некоја имам правена анализа, во моментов вработуваме помеѓу 3 и 3,5 илјади луѓе директно, значи за време на во сите сектори од продукција до постпродукција. Кој Салковски рече дека половина се моментално на време на работа во Србија. Зборам што голем дел се малце е покомплицирано и освен тие 3 до 3,5 илјади за време на продукција, значи додека се снима, не е битно дали е македонски или странски, индиректно некогаш стигаме до бројка од 15.000 луѓе инволвирани. Генерираме годишно, значи како приход од оваа индустрија, помеѓу 2,5 и X пари нагоре, заради тоа што од одредени фирми кои што работат за странски сервиси немаме. Правиме многу повеќе од некои други индустрии кои што се на многу повисоко ниво и многу попочитувани во политиката, а ние генерираме многу повеќе. Значи ние не сме веќе не можеме да бидеме третирани како они се културњаците. Не, ние сме веќе бизнис. Салковски отворено кажува дека не наоѓа на разбирање пред надлежните институции кога се оди на тие состаноци во Министерството за култура и кога се да ти кажам. Креираат тие буџети. Имате ли анализа некаква или информација колку во независноста од 3 децении се потрошени вкупно пари преку Агенцијата за филм или претходно преку Филмскиот фонд како државна стимулација за создавање на филми, колку при тоа можеме да бидеме задоволни од тоа што го успеавме да го снимиме, да го isproducираме. Мојата бројка е некаде, значи само од како е Филмски фонд и агенција, значи као количина е неполни 50 милиона. Значи за не се тоа од буџетот 13 или 14 години. Да, тоа ми е второто. Од тие пари, значи од тие пари кои што се од буџетот на РМ се малку помалку од половина. Заради тоа што остатокот во еден момент во законот беше не само субвенционирање од државата, него беше и момент на казина, лотари, игри на среќа, телевизии, медиуми, од киновлезници, тоа е поентата, тоа е секој европски фонд, толку е околу 50 и нешто милиони. Можевме со тие пари да создадеме нешто поквалитетно? Например, кога Македонија би можела да добие серија налик на она бугарската подприкритие што забележа европски успех или например Сенките над Балканот од Србија или нешто слично така како што се прави квалитетно во регионот. Сенките на Балканот првата сезона, јас сум продуцент, кога ќе даде некој дали македонската телевизија или државата или некој телеком како што спомноги, некој која ќе извади 2 милиона да има интерес тоа да се направи, ќе се случи. Значи, ние сакаме без пари, ние сакаме со 100.000 евра да направиме таква серија, е невозможно како да ви објаснам. Но ако некој тој што го велите извади пари и ги даде на Огнен Антов или на Томи Салковски, веднаш ќе каже некој друг дека тоа е исполитизирана работата, како што впрочем и било во многу наврати во Македонија. Па минатата година, нели по повод големиот јубилеј 3 децении самостојност, имаше
филмовите во трите децении самостојност, па ВМРО опозицијската партија директно ја посочи вашата продукција дека само од таму биле регрутирани филмовите. Дека не биле земени предвид. Еве, Антов, од вашата продукција беа ли земени филмови? Ја искрено ти кажам, не ни знам дека имало такви филмови од три децени. Салковски знае бидејќи беше директно прозван веројатно. Тоа не е некоја. Тоа е моја селекција, тоа е мој проект кој што јас сум аплицирал и сум добил. Значи, проект кој што беше аплициран, слободно можеше секој да аплицира. Тоа не е нити државен, нити ништо, него имаше за по повод 30 години независност, можеше да аплицира секој културен деец со некаква програма, јас аплицирав и да ги промовирам тие филмови уште еднаш. Така да тоа дека ќе се исполитизира нешто, тоа секогаш било, мене тоа уопште, како да кажам, не ме допира. Така да важно е да се работи, важно да има квалитет и да има резултат. Кој има резултат, кој има квалитет, тој треба да функционира и да работи. И понатаму. Ќе се надоврзам на последната реченица. Фактите говорат после овие откако имаме закон, да речем, филмски фонд и агенција од после, реално сме на прсти од една рака луѓе што работиме поише од 10 години. Да. Значи изборам што работиме, да имаме барем уште еден вработен, канцеларија, нешто. Значи изборам не сме луѓе кои што сделките ги прават на некаква кафанска маса, го договараат проектот и после 5 години нема ни пет продукции што значи, се со канцеларија и со вработени. Кои што другите сите се значи кои што работиме, значи работиме. Над 200 и нешто ги има 312 регистрирани продукции со шифра на дејност 5911. Филмска и телевизиска продукција. Значи јас не знам, повеќе од 300 колеги да ги набројам, а камоли 300 продукции. Немам идеја кои се. И сите снимаат филми. А филмови нема. Сите сакаат да снимаат. Сите сакаат да снимаат. Добри, и на крај да завршиме повторно со убавото сине да завршува денес, нели? Да. Што е следно вака нешто големо на кое ќе може и македонската публика да се радува, да ужива во нешто што ќе се случува скоро? Еве гледаме моментално трейлерот Вера сонува за морето. Па види, пошто го гледаме трейлерот, некако сите го чекаме тој фамозен септември да подзалади малку и веројатно ќе имаме еден серијал од македонски филмови у кино. Значи ќе оди Вера сонува за морето, ќе оди Мими, предпоставувам, ќе го пуштите во кино дистрибуција. Има уште 2 или 3 проекти кои што знам од наши колеги дека се готови и сакаат да имаат премиера и да ги пуштат, така да веројатно ќе имаме една количина на филмови септември и октомври. Ќе можеме да видиме кој што направил, како направил, зашто направил, дали имаме квалитет или немаме квалитет, каде сме, современи ли сме, не ли сме современи, да дојдеме до нешто. И повторно веројатно да тропнете на врата кај надлежните и да кажете каква е вашата визија за развој на филмската индустрија во наредниот период. Па можеби ќе послушат. Може ќе слушна, да, не се откажуваме. Додека Вера сонува за морето во овие летни горешти, на Анто Вели го чекаме септември, добро? Во август ќе се случи Манаки, исто ќе се поместени Манаки, крај на август ќе се случи Манаки фестивалот. Таму ќе видиме некои македонски филмови исто. Слава беше продукцијата минатата година и предминатата, нас короната многу не погоди, филмот Жиите. Така да очекуваме дека сега требаше да почнат доста филмови да се снимаат. Имаше најава во еден период дека 10 филмови сакаат и се спремни да почнат да се снимаат, но мислам дека не можеше агенцијата за филм да обезбеди финансии за тоа, што е многу битно да има тој cash flow, ние што го викаме, да те пратат со финансии. Така да ќе видиме, али многу филмови чекаат да почнат. Има некој сценарио што ве оставило без див, па чека да биде реализирано? Или нема нешто такво што седи во фиока и чека добри денови? Јас имам една таква приказна, ама не сме спремни. Пак пари, веројатно. Не сме спремни, едноставно ќе треба да си ги проголтаме ѓубрето од изминатите 30 години, пошто конкретно е за ѓубрето. Значи за ѓубрето у Македонија. За животната средина, за екологија. За животната средина, за екологија и за нешто што секој ноември ги обвинуваме топлификација, а у август месец е позагаден од ноември и викаме дека не е така. Нешто друго како
Па Завршна работиме, поента. стално работиме. Значи спремам, еве јас стално спремам, јас сум стално активен, дали имам во развој, дали во продукција, мислам мора да се работи. Салковски Антов, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма и за убавите анализи и одговори. Благодарам на Фала и поканата. на тебе на поканата.